2222, еден бесплатна линија и бесплатна правна служба на првата детска амбасада во светот Мегеши. Во рамките на самата детска амбасада Мегеши скоро 19 години функционира SOS телефонот за деца и млади и до сега на овој телефонски број се имаат обратено околу 18.854 деца и возрастни. За работата на ова линија за сите актуелности и информации поврзани со SOS, нормално, амбасадата Мегеши, имаме Даниела Трајковска, координатор на SOS телефонскиот број за деца и млади. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро и на вас. Со импресии претпоставам си од вчерашната пресконференција. Најпрво само како пројдовте? Така, убаво помина пресконференцијата. Навистина сме задоволни од одзивот на новинарите и од интересот од ваша страна, значи за вака специфични теми кои што навистина значи да се зборува и да се говори за нив, затоа што само на тој начин или успеваме да го подигнеме прагот на јавноста и осетливоста за оваа проблематика. Одлично. Напоменав бројка од 18.854 деца, не е воопшто мала бројка. 19 години, колку повеќе се регистрирани според тебе, ваша статистика? Па така, тоа е тој податок кој што вие го имате, навистина сте направиле добро истражување, да станува за 18.850 повици, значи до пред еден месец беа тие белижени, со тоа што оваа бројка е далеко поголема, затоа што во одредени периоди сме ги белижеле само како едно јавување, но во основа на тоа едно јавување имаме и дополнителни контактирања, нели, зависно од потребата за која што ни се јавуваат, како од нивна страна кон нас, така и од наша страна кон нив, кон сите оние кои што се обраќаат. Така. Даниела, колку е бројот на контакти остварени од деца, нели, кои што се нели обесхрабрени да се јават конкретно во овој случај? Така, да, значи за жал и оваа година, како и годините наназад, може да забележиме дека децата се уште, како што и вие рековте, не се доволно охрабрени за да се јават и да пријават насилство. Се уште тој страф некој така? Така, страф затоа што замислете децата најчесто и според овие статистики се злоупотребени и искористени од оние кои што се најблиски на нив. Значи како од семејството, така и во воспитно-образовните институции. Едноставно децата зависат од нив и е многу тешко да ги охрабриме да се јават и да го пријават. Меѓутоа, сепак може да забележиме дека оваа година, значи во првите 6 месеци од оваа година имаме 25 јавувања од деца, што е, да речеме, солидна бројка. Да, е солидна бројка, а останатите, затоа што имаме вкупно 225 јавувања во овие 6 месеци, врз основа на кои подоцна имаме остварено околу 600 контакти. Останатите се од возрастни лица, но секако повторно поврзани со проблеми со децата, значи прекршување на правата на децата. Ова бројка од 25 деца се надеваме дека ќе биде мотив и охрабрување и за сите останати деца да се јават. Проблеми така натаму. Така, не е секогаш дури за проблем, за било за дури некогаш и за обичен разговор, значи совет кој што може да го понуди. Совет, консултација, разговор, затоа што од оваа страна на SOS линијата стојат навистина професионални служби, професионален кадар, значи станува збор од профили од педагози, психолози, психотерапевти, значи социјални работници и правници во зависност од проблемот. Кои што знаат во секој поглед да ги згрижат. Така, се тука да излезат во пресред, активно да ги сослушаат и да помогнат, а потоа може да договориме и дополнителна средба со лично видување во детската амбасада. На кој се начин може да ви сконтактираат? Така, навистина добро прашање, значи еве да искористиме шансата го напоминаме SOS телефонот, значи најчесто ни се обраќаат на SOS телефонот 0800 1 22 22 или со во овој период може да забележиме изголемена контактност од страна преку интернет и Facebook, затоа што и детската амбасада Мегеши иде во тек со времето и навистина сме актуелни. Да, и социјалните мрежи се нешто што... Социјалните мрежи, затоа што децава и младите се повеќе присутни на Facebook, нели, така да ние континуирано известуваме, апелираме. Преку нив најчесто знаат да се изјаснат конкретно кој има проблем. Така, да, и веќе имаме такви примери, значи се обраќаат до нас на Facebook страната, потоа се спроведува преку порака, најчесто се анонимно, да, и потоа ние им одговараме, значи дали преку мејл, дали на Facebook и контактираме дополнително, значи преку телефон или со директно доаѓање во детската амбасада во зависност од потребата. Исто така може да забележиме дека во овие 6 месеци со оглед дека актуализиравме, сигурно сте упатени за психолошко советувалиште за децата и младите во овој период. И тоа е еден новитет кој што е вклучен. Така, да. И сме повеќе
вклучени во тој дел и со директно доаѓање во детската амбасада. Сега малце повеќе изумиран или контактирањето преку пошта, но затоа ги актуализираме овие други контакти. Електронските медиуми се поголем. Да, и днината. Так. Да. Споменавте 6 месеци од почетокот на оваа година па се до денеска. Кои категории на прекршување најчесто се случиле во изминатиот период? Да. Никако овие статистики за жал се повторуваат веќе подолг период наназад и оваа година може да забележиме дека институционалната злоупотреба е на навистина високо ниво 156. Овде веќе станува збор за статистика конкретно за деца или случаи. Претходно ги кажувавме јавувачи, а деца имаме опфатено негде околу 300, а може би повеќе, заради тоа што никогаш кога станува збор и за институционална злоупотреба, ни се јавуваат да станува збор за цела институција. Така да оваа бројка е далеко поголема. 56 деца, семејното насилство за жал е се уште високо, 49 деца и барање на материјална и финансиска помош со оглед дека нели живееме во една кризна ситуација, во кризна состојба, а сето ова повлекува понатаму дополнителна злоупотреба на децата како питачење, искористување на детски труд, ќе го споменаме и тоа. Бракоразводните постапки исто во ова време во кое што живееме, знаеме динамично време и каде што се случуваат токму такви. Така, а тоа е се по штита на децата, затоа што децата се најосетливи, родителите некогаш обземени со проблемите меѓусебни, несвесно, свесно или несвесно и го злоупотребуваат детето, значи со цел да го казнат другиот родител. Па и за негово понатамошно наградување во текот на животот. Така, и навистина представува голем проблем кој што многу често се обраќаат кај нас, дури 31 случаи имаме во овие 6 месеци за бракоразводни постапки. Правни совети и информации, како што знаете, имаме и бесплатна правна служба, ќе ја споменаме и неа. Питачење на децата и младите, имаме исто висок процент на 16 деца и тоа овде можам да напоменам дека е навистина изненадувачки фактот дека станува збор според процентите кои што ги извадивме за искористување на децата на многу мала возраст, од 0 до 5 години дури. Тоа е навистина мала возраст. Многу мала возраст и сега дополнително имаме сексуална злоупотреба со околу 10 пријави за можна сексуална злоупотреба и уште многу други контакти. Само да го напоменам, значи и во воспитно-образовните институции, значи навистина висок процент, овде се забележани еден, но кога станува збор за неправилен и некоректен однос од страна на професионалниот кадар кој што треба да работи со нив, тоа представува многу, затоа што една пријава може да опфати цело училиште или цело оделение. Така, институција како што напоменавте. Да го закружиме разговорот со последното прашање, што би можела да кажеме како препорака се цел да се подобри оваа ситуација во Република Македонија? Ете еден апел до сите. Така, ви благодарам. Врз основа на овие податоци кои што ви ги произнесовме, значи мора да напоменеме дека е потребна на соодветна категоризација и избор на правилен професионален кадар во врска со кога професијата е поврзана со децата и младите. Точно како што го имате вие во амбасадата Мегеш. Така, да, значи неопходна е таква посебен кадар кој што ќе има навистина добар пристап со цел да се следат децата и да може да се делува во нивен најдобар интерес, поголема одговорност и сензибилизираност од страна на институциите, мораме да ги повикаме на тоа, затоа што само на тој начин ќе ги охрабриме децата да се јават. Ако не веруваат во институциите, нашите пријави ќе бидат помали и голготите на децата ќе продолжуваат. Исто така регулираме сите овие работи. Ќе ги регулираме на тој начин, да. Данила, многу успешна работа во понатамошните развои на амбасадата Мегеш и повторно да напоменеме бројот на кој што може да се обратат сите граѓани на Република Македонија. Уште еднаш 0800 1 22 22 ги повикуваме сите деца, младинци и граѓани кои што биле се или пак се сведоци на било каков вид на насилство или прекршување на правата на децата, затоа што со самото премолчување на насилството си прават лошо на себе, а да ги охрабриме на овој начин. Така, не само што си прават лошо на себе, него и значи се соучесници во тоа, затоа што на тој начин се продолжува. Така да јавете се, пријавете. Одлично. Данила, поздрав до сите во амбасадата Мегеш и за сите актуелности повторно ќе ви имаме во Добро утро Македонија. Беше навистина чест. Ви благодарам многу и на вас. Во продолжение повторно се